Добивка од 33 милиони денари бележи извештајот за работа на јавното претпријатие ИСАР за 2023 година. Од таму вела дека оваа добивка се должи на активностите во кои јавното претпријатие ги превземало во насока на штедење, со што денес извештајот бележи позитивна добивка. Извештајот за работа на јавното претпријатие ИСАР за 2023 година бележи добивка од 33 милиони денари. Првенствено оваа добивка се должи на активностите кои јавното претпријатие ги преземе во насока на штедење, и тоа се оние познати одлуки кои самиот совет ги одобри и ги стави како позитива за примена од страна на јавното претпријатие или мерките за среден рок на штедење, а дополнително внатрешно контролните механизми кои ние кои јавно претпријатие ги имплементиравме при работењето и при реализацијата на нашите проекти вродија со намалување на трошковите, да дополнително поголемиот ангажман на самите вработени јавното претпријатие или оние ситуации кои ние ги наплатуваме од општината Штип, а за реализација на програмата на јавното претпријатие се основата врз основа на која ние кој јавно претпријатие 2023 ја бележиме како 33 милиони денари евидентирана добивка. Вела дека во 2023 година се извршени реконструкции на водоводни линии, со што на општината имаат наплатено 17 милиони денари за разлика од 2022 година, каде имаат наплатено 10 милиони денари. Според Бено вела дека во 2023 година се работело многу за граѓаните. Добивката, како што напоменав, е со введените контролни механизми, значи конкретните мерки кои самото совет ги донесе како мерки на штедење, значи намалување на издатоците по основ на прекувремени плати, зголемената ефикасност на вработените. Ако направиме паралела, јавното претпријатие 2023 има извршено реконструкции на водоводни линии, од кои има наплатено општината 17 милиони денари, додека 2022 година има наплатено само 10 милиони, што значи дека јавното претпријатие 2023 работило 1,7 пати повеќе од тоа што било како динамика во 2022 година. Сајков вели дека главен причинител за оваа добивка се намалените трошоци на јавното претпријатие во однос на струјата, со што споредуваат 2022 година и 2023 година, каде во 2023 година трошокот за струја изнесува 20 милиони, а во 2022 година трошокот изнесува 50 милиони денари. Велат добивката од минатата година ќе ја искористат за намалување на обврските во кои јавното претпријатие претходните години ги има наталожено како долг кон добавувачите.